подсеќа овој Вардар на тој тогаш? Па, како најпрво сакам да му честитам за успехот европски првак, направија извонреден резултат. Што се однесува за да се спореди, ја мислам дека многу во споредба сегашниот и стариот Вардар според услови, според сите овие случувања околу и цела инфраструктура која има на располагање, мислам дека нема многу да се каже, затоа што сегашниот има многу подобри услови него ние што имавме, и што не значи дека во тоа време нашите услови беа слаби, али мислам дека има голема промена во инвестирањето и во филозофијата на структурирање на клубот. Но според мене мислам дека ние таа генерација која дојдовме 7-8 млади ревстивци, Ванчо Јовановски за тренер, после една тешка сезона на Вардар која што се спаси на крај и комплетно нова екипа и освојување на прва титула во историја на Вардар. Мислам дека тука се створи правиот Вардар од самостојување на Македонија, така да учествувавме во градењето на темелите на тој Вардар, кој што после одредено време председател Михајловски, кој што знаеме која инвестиција во неговиот живот и приватно и службено ја инвестираш, се ангажираш и инвестираше во клубот, мислам дека направи добар потек во изборот на човек на кој го продаде ли може слободно така да кажеме, така да сега новиот газда кој што јас него познавам, али гледајќи од страна, мислам дека има доста добри избори направено во врска со тренер, со играчи, така да неговите резултати потврдија сето тоа инвестиција, потврдија дека таа инвестиција е во добар правец и добро смислена. Тоа може да кажам, така да се споредува малце е тешко во некои работи, али ја повеќе би кажал дека во континуитет Вардар добро напредна за разлика од некои други клубови кои што исто имат историја, голема историја во македонскиот ракомет, кои што не успеа од X причини. Вардар успеа да остане на нозе и да отиде предалеку, кој што и да го исполни сон, може да кажем, на секој македонски ракометар. Сега би сакал да видам, мене што ме интересира повеќе е иднината на Вардар, би сакал да видам дали ќе продолжи инвестирањето како што беше до сега, пошто ето освоја Лига шампиони, би сакал, тоа времето ќе каже, дали имат уште желба да останат на врвот или некој ги постигне некои цели, па би имало промена. Значи само тоа би јас лично би сакал да продолжи, али времето ќе каже. Најдраг спомен од тоа време, тоа ривалство на Вардар и Пелистер? Најдраг спомен. Тоа бе малце специфични утакмици, ако може така да кажам, беа дерби кои што не беа воопште лесни за играње, али тука се гледа како да кажеме, ментално се градевме, беше ривалство, имаше многу публика, незгодна публика на некои места. Беше дерби, мислам дека во тоа време лигата имаше поише квалитет, беше поквалитетна, не може да кажем играчки сега моментално, али во тоа време имаше лига, мислам дека сега има лига, али малце зборам сега со резерва, пошто излезе многу одамна, не сум во Македонија, ги пратам некои работи, али не ја знам реалната слика, али гледајќи од страна, мислам дека има преголема разлика во квалитет. Има два клуба кои се преквалитетни, другите се плюс или минус изедначени, така да. Али го нема тоа ривалство, го нема тоа дерби, затоа што читам, пратам, слушам. Порано беше дерби Вардар Пелистер, тоа се спремаше долго време, организацијата беше различна и тука се одлучува дали некој ќе биде шампион или не. Така да
Вардар Пелистер али имаше исто дерби со Тутумски, имаше дерби со Богданци, така да Велес имаше Јафа, значи сега имаше поише дерби во тоа време, кај што бевме пратени од многобројна публика, кој што тоа е и целта на спортот, значи да има публика. И тогаш во тоа време имаше. Па уште на мои 19-20 години имав една понуда од Франција, но во тоа време условите во Македонија беа многу подобри него во таа земја, од спортска гледна страна и финансиска, така да тогаш одлучив да останам и да продолжам во Македонија, мислам дека не сгрешив. Зошто во Франција? Па јас пред Франција веќе 2 години бев во странство, бев во Хрватска, прво искуство има во Хрватска, после во Италија и во Турција цела сезона. Па кривецот е Данило Брестоvac, кој што ми се јави во Вилфранш Сурсон, каде што му требаше среден бек. Така да тогаш мислам дека бев адаптиран као играч и стил на играч кој што го имам за француска лига и се одлучив да заминам таму и бев со првите идеи беа да видиме како се игра, да направиме некој договор, но нормално финансиски да се вратиме, али со времето кој што не планирав да се задржам толку долго, излезе да се задржам и да ја завршам таму мојата кариера и да почнам нова како тренер. Па, не како да ви кажам, да, почнав, тоа беше 2010-та, кај што веќе видов дека спортски, здравствено и не можам да се вратам на некој ниво на кој што бев пред тоа, така да одлучив да додека сум таму и додека играм во четврта лига, пошто четврта лига можеби за македонски услови звучи многу страшно, али во Франција има 7-8 лиги и тоа што до четврта, пета лига има добри играчи, има правенства кои што би сакал еден ден да ги има во Македонија. Видов дека ритамот беше јак, ми видов дека здравствено, кој што кажав, не може да ги пратам некои работи за високо ниво, така да одлучив да почнам нова кариера тренерска и прво искуство не сакав да брзам, почнав од доста ниско и мислам дека и тука го научив, го разбрав нашиот занает тренерската работа. Да споредам со мажи и жени, проблемот е како да кажем, во природата, ако може да кажем, дека една жена не може никогаш да биде маж, еден маж не може никогаш да биде жена. Така да, кај машките, самата конституција, самата физика му дозволува, физичките способности му дозволува да изведуваат некои гестови, некои движења кои што во женскиот ракомет се тешко да ги видиш и покрај тоа што има желба. Але мислам дека за разлика од машки и женски ракомет поише во психологијата, така да една женска атлета треба да биде придружувана различно од една машка, пошто мислам дека и како мотивот за некој успех е различен. Машка атлета можеби некојаш и не му треба тренер за да успее во некои работи, затоа што тој решил, затоа што е спремен на тоа, додека женска атлета и треба придружба поише ментална и психолошка отколку техничка. Како се случи трансфер? Па спонтано и за мене изненадувачки, затоа што јас работев во клуб во трета лига, али според некои имав резултати. Имав понуда и работев, ја прифатив да работам за Француска федерација на проект за стварање на млади играчи. Мислам дека со мојата работа тоа се вика гранка, во Шамбери, Пол де Шамбери го викат во француски,
со мојот за една година работа и за тоа колку играча беа поканети од моите играчи кои што ги тренирав беа поканети во кадетска репстација. Ете, слушнале во Ница, слушнале дека добро работам, моите квалитети се поклопија со нивниот проект. Нивниот проект беше да почнат се од ново, од почеток, нова екипа, барале тренер непознат, не многу познат, сум непознат, ја бев непознат, барале тренер од машки ракомет, кој што нема релации со менаџери, женски играчи и такви слични проблеми или не знам како да ги кажам, така да ете од уста на уво слушнале за мене и ме контактира така да би го презентира нивен проект. За мене тоа беше, како што кажа, изненадувачки, во ист момент мотивирачки, така да не размислував многу и ја прифатив таа понуда, така да на крај се најдов во женска екипа, прва лига Франција, така да мислам дека сега дека не сгрешив, дека е добро искуство и покрај тоа што бара многу енергија и ангажирање. Не, за Лига шампиони мојот клуб нема таков буџет. Има 1.300.000, тоа е 6-7 буџет во прва лига, така да ние би сакале да завршиме први, би правеле се да завршиме први, али да играме Лига шампиони, не може да кажам не, али би било тешко. Мисля, треба некош да бидеме и реални во разговорот. Се е можно, во женски ракомет се е можно, значи донесовме, имам нови 3 играча, доста квалитетни, како Торстенсен, Линија Торстенсен, кој што беше MVP 2010 и Кармен Мартин, кој актуелно е најдобро десно крило во Европа. И има Ана Мартинес, кој е репстивка на Шпанија, од Бера. Така да тие 3 играча и остатокот од екипата со кои веќе се познаваме и го запознаа мојот систем на работа, јас ги запознав нивните квалитети, психолошки и технички квалитети. Мислам дека би било полесно во, како да кажам, во функционирањето ова година би требало да биде полесно и би требало да имаме поише време да се занимаваме и оптеретуваме со техники, со тактики и такви работи, него со други екстра ракомет случувања, така да амбициите нормално е да бидат различни, затоа што со самите имиња што идат, клубот улага, значи амбициите се сигурно дека ќе бидат различни, повисоки, затоа што проектот беше минимум на 3 години, од 3 до 5 години. Првата година е да нова екипа, да се селектира. Сега еве донесовме играчи, така да сега треба да по правило треба да изненадиме и да правиме проблеми на екипи како Мец, Нант и Брест. За после 2 години тогаш може да кажеме, ако успеам да донесам уште 2-3 играча на некои позиции, поквалитетни од актуелно што ги имам, тогаш може да разговараме за некој тула или за некој успех различен од моменталниот, ама пак ќе кажам дека правиме се за да ако може да убрзаме во проектот за една година, сигурно дека добро ни дошло. Па, пак ќе бидам резервиран малце во тој домен, затоа што не само имам една година со женскиот ракомет, али видов дека економијата во женскиот ракомет дека е во, како да кажам, во проблеми. Значи, еве Франција како земја кај што лигата е професионална, освен оваа година, секоја година уназад имало од 1 до 2 или до 3 клуба кои што финансиски крахират.
Значи, се уште има проблем, да кажеме, во Франција, има во таа професионална лига, има проблем да има 14 екипи и не само да ги има како екипи, него да ги има да бидат стабилни финансиски. Затоа што економијата многу е тешко да се дојде до пари, многу е тешко да се најдат финансиски средства за да обстане. Али за разлика од македонскиот женски ракомет кој што голем период и сега мислам дека има проблем. Не знам дали има некој проект на национално ниво. Јас лично мислам дека нема некој период, некој проект читлив, како да кажам, не прецизен, него сватлив за големиот дел од клубовите, така да мислам дека женскиот ракомет ќе продолжи да има проблеми, кои што жалам за тоа, уште одреден период, се додека федерацијата, како и во секоја фирма, како и во секое општество, тоа се почнува од главата, значи додека не одлучат да направат некој проект поврзано со тоа, мислам дека проблемите ќе продолжат. Добро е што Вардар успеа, лично стварно му честитам, значи стигна до Final Four, завршија втори, што е голем успех. Слушнав дека имат доста школи и они и Металург, така да тоа е за поздравување, ама мислам дека тој проект сепак со резерва зборам, мислам дека не е пирамидата не е она на крајот, нема врв, него е останува малце тапа. Според мене, затоа што за да имаш добра лига, за да има клубови кои што функционираат, мора да има што повеќе клубови и мора да се базират на како да кажем, на македонските играчи, да се финансира у Македонија и да се работи на популаризација, се работи маркетинг, да се измисли нешто, го има, тоа постои, само треба енергија, треба некој да се сврти, да работи повеќе на тоа. И, значи, ви кажувам од искуство дека и во Франција машкиот и женскиот ракомет не се на исто ниво. Финансите не се на исто ниво. Значи, може да кажем на глобално ниво, на светско ниво, дека женскиот ракомет е под наводници втор степен, но мислам дека гледајќи во Франција веќе имаше реакција. Од прв кој што реагира на тоа беше селекторот Кромболс на состанок кој го имавме. Значи, мислам дека федерацијата гледајќи за Франција, зборам сега, не знам за другите, ама видов дека Романија, гледам во Романија се инвестира многу, во Унгарија се инвестира многу, Данска е стабилна како и секогаш, и Норвешка, така да може да кажам повеќе за Франција, пошто знам повеќе него во случајот во Македонија, дека гледајќи дека нивниот систем во врска со машкиот ракомет го донесува до перфекција и останува уште некои работи да ги променат или нема многу простор, сега почна да мислат многу повеќе на женскиот ракомет и прават нови проекти за да го развијат женскиот ракомет и да стигне на некое исто ниво. Сега исто ниво е само административно, може да кажам, и као заштита и договор како работник и такви работи, а иначе улагањата и формацијата не е иста. Така да за Македонија лично за репрезентацијата драго ми е што успеа да избори бараж, но за да направи нешто повеќе мора да се инвестира различно до сега. Мислам, резултатите кажуваат се, они кажуваат се. Па, малце незгодно питање. Не знам. Јас имав пред 3 години направив еден мал обид да нешто пренесам и да стапам во контакт. Па од X причини, не знам како да кажам, видов дека не успев едноставно. Нема што да
крием, не успев некој да го убедам, мислам да дојдам до ситуација да ги приложам моите идеи и проекти, така да дали некој ден, па не знам дека може, се можно во живот, али дали женски или машки, не знам. Моментално сум во женскиот ракомет, ангажиран сум, се ангажирав на 3 години, значи имам уште 2. Сега за сега не се гледам, а некојаш може би, зашто да не, за Македонија. Јас македонец, се осеќам македонец, така да ако некојаш државата ме понуди, ме повика и би одговорил во моите можности.